ситуация на пандемия на коронавирусот. Јас като председател на Советот, като предоставям и вие советниците, имаме обществена отговорност за да ја свикаме оваа седмица и да се откажеме од паушалите за наредни 2 месеци за работа на седмица на Советот на општина Делчево, а доколку тоа е потребно, значи да се откажеме од надоместокот на нашите паушали за присуство на седмиците на Советот на општина Делчево, се додека трае кризата. Сметам дека оваа наша одлука ќе биде позитивна, без правење на дневно политички војни, пошто сите сме советници избрани од народот и да работиме за интересите на граѓаните. Отварам расправа по единствената точка на днешниот дневен ред. Тоа е врска со предлог одлука за запирање истолка на надомест за присуство на седмица на членовите на Советот на општина Делчево. Одлуката гласи: Одлука за запирање истолка за надомест за присуство на седмица на членовите на Советот на општина Делчево. Со оваа одлука се запира исплатата на надоместокот за присуство на членовите на Советот на општина Делчево за првите 2 наредни седмици на Советот на општина Делчево кои ќе бидат одржани. Оваа одлука се однесува на членовите на Советот кои имаат засновано редови работен однос на неопределено време и истата нема да се применува на членовите на Советот на општина Делчево кои се невработени. Средствата ќе бидат уплатени на посебна сметка и истите ќе бидат искористени исклучиво за справедливање со кризата предизвикана од коронавирусот. За потрошените средства и намерата за која се потрошени општина Делчево да достави извештај до Советот на општина Делчево. Се задолжува секторот за финансии при општина Делчево да ја спроведе оваа одлука. Одлуката влегува во сила со денот на гласувањето и ќе се применува по нејзиното објавување во службен гласник на општина Делчево. Неки два разбор на врска со одлуката. Сашко повеќе. Почитувам председател, почитувани советници, значи во врска со непрекъснато со предлог одлуката за запирање истата на надомест за присуство на седмица на членовите на Советот на општина Делчево, ако можете по-детално да ни образложите како ќе бидат, веројатно имате план, веројатно имате стратегија да го образложите како ќе бидат потрошени тие средства во хуманитарни цели. Тука е присутен и Шалом Багашов, раководител на одделението за финансии. Јас како председател на Советот, значи сумата која што ќе биде уплатена на посебна наменска сметка или која што ќе биде пренаменена во друга ставка, значи ќе биде искористена по наш предлог. Значи по предлог на комисијата за финансирање и буџет или другите комисии при работа на Советот на општина Делчево, кои што ќе дадат предлози и сугестии до градоначалникот во која намена да бидат потрошени, односно наменени средствата за справување со кризата од коронавирусот. Значи средствата се исклучиво за справување со кризата на коронавирусот. За други намени овие средства не може да бидат искористени. Тоа ќе биде во дело на купување на средства за дезинфекција, заштитни маски, помош на ранливи категории на граѓани и ред други работи, пошто сите сме свесни дека со оваа криза следува и отрез во економијата и на локално и на централно ниво. Така да сметам дека со тоа донесување на таа одлука ние како советници обществено одговорно секако ќе допринесеме за да тие средства кои што треба да ни бидат исплатени, а нема да ни бидат исплатени, општина Делчево да ги насочи до нас справување со кризата по наши сугестии и по наши предлози. Тука и Шаран во дело на економскиот дел може да појасни на подсметка со пренамена како ќе се иде, значи средствата се исклучиво за намена за справување со кризата да станат поради пандемијата од коронавирус. Повеќе. Председател фактички објасни начинот на трошење на средствата. Тука во член 3 задолжен секторот за финансии да спроведе оваа одлука и ние ќе изнајдеме модус, али предлог ќе мора да се конституира со Трезорот во Скопје, дали ќе треба да отвориме наменска сметка или сметка за донација. Бидејќи тука ќе се јави двумење, дали ќе мора да одиме со пренамена. Знаете дека секоја ставка може да биде пренамена во висина од 10% од планираниот буџет. Ако ја надминува овој износ од 10%, ако е фактички помалку од 10%, конкретно кај нас за надомест се планира 2,5 милиона за оваа година, значи ние можеме 250.000 денари веднага со одлука за пренамена. Меѓутоа, сумата од 2 седмици ќе биде поголема од тие 250.000 денари, тогаш во таков случај ќе мора да се оди со ребаланс на буџет. Ако се таа работа, сектор за финансии ќе стави во контакт со Министерството за финансии да видиме на кој начин, дали со наменска дотација, со наменска сметка или со сметка за донација.
от тия две причини ќе мораме самите да зажме констатация на кой начин това да го спроведем. А кога ги имаме тези средства на разполагане? Средствата от кога си? Средствата, да, пишува дека во првите наредни 2 месеца, значи това му доаѓа априлска и мајска изплата тоа ќе биде. Па ќе дадат пред април и мајска изплата тогаш. Председателе, значи ние доносуваме одлука за откажување на 2 помишалка. Ја не знам сега тука што не е јасно и прашаме на која сметка, значи сметки пишува тука во одлука дека тие ќе бидат строго наменски средства. Еве ја поставам прашање до координаторот на советничката група на ВМРО да помане. По кој основ по социјалните мрежи шират лаги дека се откажуваат од еден паушал? Кога за да се откажеш од паушал, треба да дадеш изјава долу во архива или со одлука на советот. И сега ние прашуваме на која сметка, за какви цели ќе бидат. Значи одлуката важи за справување со коронавирусот. И немаше да ширим ние са тука само дневни политички поени и да збираме ефтини политички поени. Во член 27 дека средства ќе бидат исклучено искористени за справување со кредите за предизвикано од коронавирусот. Во член 2. Оли също реплика или? Реплика на... Значи, станува збор сега за средствата, които бидат за месец април и за месец май. Прашањето ми е кога ќе бидат на разполагање, бидејќи на нас не треба тие средства уште од утре да бидат ставени. Затоа прашам, значи ако може уште од утре или од други ден или во најпус може, но во мај месец нема да не бидат потребни. Друго нешто е во контекст значи, на истата работа, да одговорам за вчерашното. Значи, средствата ние ги даваме од собствен джеб, во висина на паушалот кој треба да го земеме. Затоа што тој паушал ние може би ќе го земеме во мај, може би во јуни, може би во септември, кога ќе биде касно. Не гледам една хуманитарна акција, ако сакаме да ја споведеме, зашто кога треба да гледаме субјективно, зашто треба да гледаме политика, знаеме се од секојдневието кој какви цели и каков карактер е оставил во таа средина, за да се обвинуваме сега без врска. Значи, прашањето е конструктивно во дискусијата. Имате ли план за трошење, кога ќе почнеме да го трошиме, како ќе помогнеме, која е целната група? Значи, најлесно е ние да се откажеме од средствата. Доколку ни најдеме на разбирање, немаме и други предлози, затова викам конструктивни да бидеме, да дадете вие предлози, да дадеме ние предлози, да се сретнеме заеднички и да направиме това што е најдобро за сите. Толку имам мислам. Само Кири ќе дам збор за контрареплика. Значи да не ја водиме дискусијата во не сака на насата, значи се обраќаме се на седница на Совет во ек на пандемија, во ек на криза, за да покажеме обществена одговорност и некако советници. Шабан и одделението за финанси треба да изнајдат, значи начин не е проблем. И он има општина Делчев, секој има пари на разполагање. Имаме ние како совет можност за пренамера ставка во ставка. Сега ситуацијата е алармантна, значи пари општината на разполагање точно дека има, меѓутоа ќе изнаде да можност ние со одлука еве нашите 2 поучали за наредни 2 месеца кои што треба да ги земеме се откажеме од исплата на истите. Не мора да значи дека се ето за месец мај или април. Одделението за финанси има простор за маневра, пошто ние имаме 3 неисплатени поучали. Автоматски ако ги земе седмиците февруари и март, може да ги ставиме на разполагање ето за март и за април и за мај ни назнаката ќе гласи за исплата за тие. Значи има простор за маневра, не е време и место за да правиме политика и да правиме разправи. Седмицата е свикана со една единствена цел, сите како советници да покажеме големина, обществена одговорност и да се откажеме од правото на паушал кој што ни следува по законот како советници. Значи не гледам простор за разправи, сите сме тука совестни граѓани, добри советници, обществено одговорни и седницата беше замислена, одлуката да се презентира, да се изгласа и ние како советници после во комисиите, во институционално да даваме предлози и решение за да парите идат на право место. Повеќе. Хвала, председателе. Значи, подпроектите на советникот зашто е на опрашање во него, зашто предходно пред да го објават тоа на социјалните мрежи дека се откажуваат од паушалот за март, а сега вели дека собствени средства си имаат донирано, зашто тогаш предходно не депонира изјава во архивата на општина Делчево, како што е легално дека се откажуваат од паушалите. Ајде да скратиме, значи се разбраме поето да сите повеќе. Значи, ако сакам јас да донирам средства,
Трябва ли аз да дойда и да кажа съгласност от словето и от било, защото не я гледам суштината. Значи, ето било кои средства, аз да ги донирам. Друго нещо. Значи, ако аз се откажа от тези средства и от предпословите, ще видят трошени понасока, по която аз смятам, дека не е бил донатор или давачо на средствата, всеки чува по коя насока трябва да се трошат средствата. Тази цел е моята дискусия сега да се договориме и да имаме ясен став по коя насока, какво ги трошиме тия средства, да имаме вид транспарентност. Значи, просто за сон нещо. Всеки може да има това субективна работа, но това за общо добро на гражданите ние morаме да знаем механизъм, начин и контрола и интернетно и най-важно, що се може тия пари да бидат потрошени. Не да бидат после известно време. Сметам дека моята постъпка е оправдана и сметам дека поддръжката, що я добих на социалните мрежи, дека трябва да продължим в този тренд, трябва да найдем начин да ни другите идеи и да покераме така, както е финал. Няма политика, има време за политика, като завърши кризата, здрави живи да излезнеме и да продължим натам всеки дека за финал. Я мисля да скратиме репликата и контрреплика, да дам збор на Кирис, изцъпени со реплика и контрреплика, има збор на Деян, има збор Славица. Јас бе замолил како председател и председавач на Советот дай да ограничим дискусията во конструктивни цели, да ја донесеме одлука да сите да излеземе како обществено отговорни граѓани и советници без разлика на партиска, политичка и било каква активност. Мој предлог иде за молба. Поли Кирис, Деян Славица. Значи, председателе, имаме одлука дека да се откажем от това паушално. И я не знам што е тука спорно како ќе бидат трошени намесните средства. Значи има сите средства што ќе бидат потрошени, значи ќе бидат доставени на Советот, на седница на Советот на општина Делчево, дали са намески трошени, не са намески трошени. Я не знам сега што е поентата за да се каже, не може ние да предвидиме зашто ќе се трошат тие средства. Значи, можем, значи... Да, и в момент не можем, пошто нямаме заболени, да можем да имаме. Нямаме още политически час, да речем, от планема и дело. Кризата е много по-сериозна от нещо, що мислим и ще се разправяме тук за политика. Точно, защото сме дошли тук. Да. Айде, нямам последици. Празник душеван. Значи, колко е законското дозволено да премерим 10%? 10% от планираната в бюджетната ставка. Колко износа? Вече 2 милиона са планирани изплата на паушали за тази година, значи може ли 250 и со премерна за година? 250 хиляди. Конкретно, може ли това да се изведе, ето, в интерес на времето, ще репа и другите, месечно какво сте вързали? Един паушал да се направи този месец, в април месец да се направи другия паушал, со премерна, защото паушалите не ни поминуват 200 хиляди. Се транши по 200 хиляди. Значи, ако се води со премерна, значи максимум можем 250 хиляди, без дали ќе биде сега по март, дали ќе биде... Вкупно, заедно без разлика. Да. Добро. За по-голем износ мога да се уисва ребаланс. Добро. Мисля дека вече се издало и няма потребно от... Аз предлагам и за молба. Аз като председател не мога да пускам за правото на спор или на реплика на никой Не, имаме два смъртни случаи, мисля дека трябва да видим малко по-сериозно. От връзка с точка, трябва имам допреднала. Така, мое размислование е за месец април следващата да се направи план, да се купи за един брашок и закон за корисниците на социална барична помощ и превентивна минимална помощ. За вашето Делчево има около 200 корисници, а според пресметките месечно за април 180 хиляди денара. От прилика на ВГ брашно е 650 денара, да шишина за 160 денара, да им прашам 200 денара и да изпада по 1000 денара на едно семейство. За предното внимание средствата да се употребят за крайни на улиците с различни средства, като ще трябва да се користят за една това е някакви много допълнително да кажем с много средства и всички средства тя 180 хиляди да бъдат употребени за крайни на улици. След получаването на месец май. Значи, ние сме днес собрани да се откажем от правото на избор. След това ще го правим, ние имаме комисии в условията, отворени сме, ќе седнеме, ќе дискутираме и на време да презентираме предлог наш какво да се случи. Мисля дека 1180 хиляди докато това го направиме, с един камион, днес не може сега да се разнесе. С 180 хиляди, просто ще го 1000 денара, са 180 семейства.
Значи секако ние като съветници имаме увид во отношението на тия средства и тия средства да се трошат транспарентно, пошто по наша инициатива се откажаме от них, много нормално е дека ние сакаме да знаем какво ќе биде да потрошат. И си вика гласаме за новите. Да. Значи не може да гласаме, ако имаме точка на дневен ред, значи не може да ставаме гласане, аз съм предложи. Кажуваме дека ДНС е само за да се откажем от правото на изтога. После се е отворено, април имаме седмица без разлика на условици. Кога да ставите точката на гласане, за да вашето кажах пред малко дека така касне да ми изостава тук, дека веќе има 20 смъртни случаи. Владко по разговори се откажа, што прави. Значи, дискутираме повече, што е потребно. Едноставна е точката на дневния ред. Така, пропозициите си гледам повече да съветите си където особено опозицията са заинтересирани на какъв начин да бъдат църкви. Наша надежност като Советът на Делчево да донесеме тази отлука. С общия Делчево има формиран откритен щаб, който разполага с усите релевантни податци на време и цялостни, които са много по-големи водени от това, с което ние разполагаме и верувам и съм сигурен, че ще донесат правилна отлука средствата, пренамерени от нашата, на и други средства, които ще летат на донаторската и наместната сметка за справование на състойната с която моментално се очуваме, ще бидат намерени и потрошени плански. За средствата, които ние отделуваме като съветници с нашите помощари, по завършването на кризата всеки ще добиеме извещи за потрошените средства и намената за истина. Така да не разшириме работа повече от човек потребно. Има люди, които работят по терен, има люди, които знаят информация, има люди, които точно знаят що е потребно, в кой временски интервал е потребно и къде е потребно, така да оставим на професионалците и на кризния щаб на общите значи да ръководят за началнико, да си я вършат нашата работа, а ние можем да помогнем в отделно на финансовата поддръжка, по кое ги приемаме нашите помощари. Поделението или сектора за финанси да найде най-възможен начин тия средства да бидат пренаменени и ставени на тази посебна сметка и на донацийската сметка, за да бидат на разполагане на кризния щаб за справяне ситуация. Това е. Само ще значи, във връзка с това ще го доставим. Значи, само предложихме национален план за значение. Няма поглед на мен да отземем. По седмичеко въпрос, чеко отваряне на постнет, що вика шаманти по завършение. Формиране на комисия от съветници, която го извърши изборът и набавката на продуктите, артиклите, средствата и другите нещо, които трябва да се набавят. Трети чеко, формиране на тимови от съветници, които извършат дистрибуция и подълба на хуманитарните средства до целните групи, докато някой съветник не може да участват и се предложи за мен. Четвърт чеко, формиране на комисия, която изработи детайлен извещане за набавката и дистрибуцията на средствата. Пети чеко, обявуване на извещане от страната на общината, заеднички през всичките съветници и транспарентност и отчетност в набавката. Значи тия са няколко чекори, които сметам дека трябва да бидат направени. Реплика на съвета Косташкова, значи, говорите вашата идея и това лечи само на само промоция на нас съветниците. Не е поетата ни да се самопромовираме и да излазим и на терен там, защото не ни е место. Нашата работа е да оттеглиме това, което можем и ние да оставим специалистите, експертите и надежните и лица и институции да се справува и менеджира асоциацията, за която нити аз, нити вие. Ги поседваме информациите, подателците и знаем точно какво нещо трябва да направим. Повторно ми ще даже апелирам да оставим надежните институции, информацията от Кадърчо, преводачалните на Кадърчо, единиците на министрите на вътрешни работи, пожарникарите и здравствените работници да си я вършат имата работа. Не сме ние тие, които трябва да излазиме на терен и да дадем пакети по ситуацията и моменталната система, в която сме. Така да представяме, да предлагаме мерки, с които се самопромовираме и индивидуално като съветници, и като съвет на община Делчево. Да подонесеме това, което е в наша надежност, до точката на дневен ред и тук да завършим дискусия. Благодаря. За разговор на Или Сашко и предлагам дискусията само на секунда. Сите сме големи като съветници и като обществено отговорни граждани с доносение на тази облака. Не гледате политика, не гледате дневно политични поеми. Значи обществено отговорен съвет сме, който без разлика на
партijска припадност. Дали од една или друга политичка партија се е собрал во време на криза, на пандемија, на ворена состојба да донесе одлука која што ќе поздрават сите граѓани без разлика на партиска, верска, национална или било каква припадност. Повелики. Председателе, значи имаме единствена точка на дневен ред. Значи дај да донесем одлука. Да не може ние сега тука да расправяме на некои партиски што ќе му е кажано и од тука да го презентира кај нас на советници. Значи имаме единствена точка на дневен ред. И дај да донесем одлуката и да завршим. Сашко и завршуваме. Значи завршуваме со твојата дискусија и преминуваме на гласот. Во кризниот штаб нема представник од опозицијата, со таа цел ни беше целата таа работа да имаме увид во транспарентноста. Во кризниот штаб значи нареден состанок градоначалникот кој што е шеф на кризниот штаб ќе биде повикан координатор на советничката група од СДСМ и координатор на советничката група од ВМРО-ДПМН. Ја мислам дека е коректно. И да преминеме на гласот. Бидејќи никој друг нема разбор, ќе заклучувам расправата и предлог одлука да консултации, само извинете, председателе, може 15 минути да направиме или 5 минути, не е битно консултации да направиме. за предгласањето. Добро. Само за 5 минути. Еве 5 минути, ајде.